civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска со нас во нашето студио е аналитичарот Джелел Незири, со кого ќе поразговараме за дезинформациите, пропагандата, секако во контекст на руската инвазија во Украина, како тоа влијае на глобално ниво, на повеќе во нашата земја. Добре дојде, Джелел. Добро е, најдов. Денеска не ни најавив за што ќе разговараме. Јас би сакала од вас да чујам како прво прашање или разговор да имаме за тоа како вие ја оценувате состојбата во контекст на дезинформациите, пропагандата во нашата земја. Се разбира дека со започнувањето на воените активности во Украина се интензивира и активностите кои се однесуваат на оформување на јавното мислење не само во Русија и Украина, туку и надвор од овие земји. Поаѓајќи од фактот дека Русија ја користи пропагандата и ги користи дезинформациите како посебна алатка во нивната војна со Западот, во нивната битка со земјите кои не се наклонети кон Русија, на некој начин се очекуваше еден ваков расплет на ситуацијата кога зборуваме за присуството на лажните вести, кога зборуваме за присуството на пропагандата и присуството на штетното влијание во нашата земја. Овој феномен особено стана значаен и особено стана проблем за земјите кои што се дел од таа евроатлантска структура, земјите кои што се дел особено на НАТО, но и на Европската унија, после инвазијата на Русија или прокси инвазијата на Русија во источна Украина. Нели во 2014 година имаме сепаратистички тенденции и движења во источниот дел на Украина преку прогласување на автономни територии или пак независни држави во областа на Луханск и Донецк, двете региони кои што се со мнозинство етнички руси и што се под влијание на Русија. Нели во 2014 година имавме војници таму кои што не беа со ознаки чии се тие војници, но сите знаеа дека тоа се фактички војници на Русија кои што се дојдени или испратени таму за да наводно ги заштитат етничките руси. Истото се случи со Крим и во целата оваа операција, воена операција, се очекуваше дека дезинформациите, пропагандата како алатки и како стратегија за добивање на таа војна ќе се користат од страна на Русија. Но тоа што нели е значајно за демократските земји е да најдат начини, да најдат механизми како да се одбранат од овие, да речем, напади кои што се случуваат врз нивните демократски системи. Пропагандата и дезинформациите најмногу штетат на демократијата и најмногу штетат на земјите кои што имаат еден ваков политички систем. Така што на ист начин, на демократски начин, би рекол, треба овие земји да се одбранат од овие напади и да создават еластично општество, резилиентно општество кое што нели ќе биде имуна на овие штетни дезинформации и пропаганди кои што доаѓаат од надвор.
Во нашава земја поточно, сакам сега да се фокусираме малку тука внатре кај нас. Во последно, не само во последно време, од секогаш веќе има и дезинформација и пропаганда. Меѓутоа, со војната во Украина, веќе тоа расте на друг начин. Гледаме по медиуми, гледаме и на социјални мрежи, секаде се шират дезинформации, пропаганда. Често луѓето не знаат што е вистината, што е, од каде доаѓа. Според ваше мислење, кои се тие креатори, што се темите на тие дезинформации, значи што е тема, па што да ги поттекне луѓето да малте не да поверуваат во тоа, што е темата на тие дезинформации и пропаганда и според вас кои се креаторите на тие такви содржини и такви вести? Сега зашто пропагандата и дезинформациите се да речеме повеќе се консумираат од нашата јавност, но не само од нашата, туку и во светски рамки има мерења кои викаат дека за да стигнат до 1500 шерувања, една дезинформација стигнува многу побрзо од тоа што стигнува една потврдена информација. Значи, лажните вести се поспектакуларни и по-атрактивни за читателите. Лажните вести наликуваат на холивудски филмови со конспиративни идеи, со конспиративни теории и така натаму, кои што нели изгледаат многу атрактивни за самиот просечен читател. И затоа многу лесно една лажна информација се споделува по социјалните мрежи или по директните контакти меѓу луѓето, отколку што една потврдена информација. И тоа е работа на, мислам, и е анализирано, е истражувано во рамките на психоанализата. Знаеме сите дека Зигмунд Фройд нели ги има тие теории на принцип на реалност и принцип на задоволство. Многу тешко се прифаќа една реалност која оди спротивно од нашите ставови, а многу лесно се прифаќа една илузија која фактички ги потврдува нашите ставови. И по овој принцип се функционира и ова машинерија на лажни, на производство на лажни вести, машинерија на споделување на овие лажни вести, а ние знаеме дека лажната вест секогаш има цел. Што ако се случи ние денеска да правиме некој лапсус при нашето интервју или да кажуваме ненамерно некоја неточна информација, тоа се нарекува грешка. Но ако нашата информација, која не е точна, е искажана со некоја цел, тогаш станува збор за лажна вест, нели, која е дел од некоја стратегија. И затоа се опасна појава за земји, особено за нашата земја која е и млада демократија, и неконсолидирана демократија, но и најмладата, најновата членка на НАТО. И најславата, би рекол. И нели, во оваа битка помеѓу Западот и Истокот, во оваа битка помеѓу Западот и Русија поточно, НАТО се идентификува со Западот, а нели се удира таму кај што е најслабо. И токму од оваа констатација ние треба да очекуваме дека Македонија, но и Црна Гора, како најмлади и најслаби членки на НАТО би биле цел на овие стратегии за влијание, лошо влијание, малигно влијание, со цел да се создават проблеми најпрво во овие земји, но потоа и во целата алијанса. Кој ги споделува, кој ги продуцира овие лажни вести? Јас мислам дека секогаш има центри на политичка моќ кои што го прават тоа. Неретко има и центри на економска моќ кои заради нивни бизнис интереси и се производители на овие лажни вести, но мислам дека центрите на политичка моќ во овој случај, кога станува збор за војната помеѓу Русија и Украина или поточно агресијата на Русија во Украина, секако дека Русија сака да го зачува јавното мислење, наклонетоста на јавното мислење
кон оваа земја, особено кога станува збор за оваа војна. Зашто, нели, Русија секогаш сакала да се прикаже, да го изгради тој имидж на заштитник на православието, заштитник на сите словени во светот, кои што наводно се во опасност или се загрозени од страна на Западот. Но кога станува збор за војната во Украина, ние гледаме секој ден како се рушат православни цркви. Ние гледаме секој ден како безмилосно се бомбардираат цивилни живеалишта, каде што токму православни верници живеат тамо. И овој наратив на Русија фактички со војната во Украина се истроши, се распадна. И поддршката кон Русија гледаме дека и во Бугарија, но и во Србија, и во останатите православни земји паѓа. И затоа овие лажни вести, овие пропаганди и овие операции имаат за цел прво да го зачуват тоа јавно мислење кое што беше наклонето кон Русија, но со намера да го зацврстат. Зашто знаеме дека јавното мислење е многу битно во демократските земји, како што е Република Северна Македонија, кога станува збор за носење на одлуки. Ако повеќето од јавното мислење во Македонија е наклонето кон Украина, како што е случај сега, тогаш санкциите кои што ги воведува земјата кон Русија не би предизвикувале проблем. Но во спротивно, да беше јавноста наклонета кон Русија повеќе, тогаш овие санкции би потикнувале социјални немири во нашата земја, би предизвикувале проблеми внатре во политичките кругови, во собранието, во владата и така натаму. Така што јавното мислење е сегаш цел на Русија, јавното мислење секогаш е значено за нив и нели за нивните цели што постојат во Украина и не само во Украина. Да, често споменавте преска политичка и економска моќ. Политичката моќ е секогаш врзана со економската моќ, бидејќи нели имаш економска моќ и си надмоќен на другите. Сакам малку да поразговараме сега за справувањето и на граѓаните, значи на општеството со справувањето со вакви дезинформации, пропаганда, во смисла на тие не може да се справат, тие може да читаат, често читаат само наслови, мислам дека ќе се служите со мене од наслов па изведуваат заклучоци, често знаат и да прочитат внатре, но си имаат изграден некаков став. Како да се справи општеството кое го има, ајде да кажеме, ставот правичниот став, како сакате. Како да се справат и како би се справувале, што мислите, дали се справуваат воопшто институциите и дали доволно го прават тоа во однос на дезинформациите и пропагандата што доаѓа од наводно речено наши центри, секако нарачани или платени? Порано и вие памтите, кога работевме во традиционалните медиуми, како новинари требаше да ја потврдиме веста, па потоа уредникот да ја уредува и на крај последниот филтер беше главниот уредник, па потоа како таква да се објавува. Сега е спротивно кај новите медиуми. Значи, првин се објавува веста, па потоа самиот читател треба да ја потврди дали е таа вест точна. Сега, дали е тоа добро или лошо, тоа е една друга тема за дебата. Несомнено дека интернетот е добра појава во медиумската сфера, во медиумскиот спектар, но ги носи и овие, да речам, штетни ефекти, каде што секој може да продуцира и објавува вести, без при тоа да ги потврдува дека дали се точни. И во овој случај, во овој амбиент, државата, но и невладиниот сектор треба да бидат многу поактивни во однос на едуцирање на јавноста, во однос на медиумската писменост, но и во однос на политичката писменост на граѓаните. И мислам дека
во овој правец треба институциите систематски да пристапат, не да се спроведуваат проекти периодични кои што потоа нели ќе престанат и пак постарато ќе се функционира во тој во тој онлайн медиумски сектор, туку треба посистематски во однос на воспоставување на медиумската писменост, но и на политичката писменост како предмети во уште од основните училишта. Ние имаме студенти кои фактички не знаат да прават разлика што е лажна вест и што е вистинска вест. Ние имаме студенти кои не го познаваат политичкиот систем на државата, а ние очекуваме нели истите тие да бидат промотори на промени, промотори на прогресивни движења во општеството и нели утре да бидат и луѓе што ќе ја водат државата. Така што треба да се пристапи на тој начин што утре полнолетните граѓани на Републикава да знаат да ги препознаат лажните вести, но и да знаат како функционира државата и кои се демократските вредности. Ако ги немаме овие капацитети, кај младите, ние фактички имаме општество кое е отворено за, да речеме, експерименти кои што би инсталирале кај нас автократи, диктатори, па би биле плодно тло за дезинформации, за лажни вести кои потоа нели предизвикуваат и конфликти и посериозни војни. Затоа моето мислење дека треба по-систематски да се пристапи кон овој проблем. Зашто нема да се реши одеднаш, но ќе треба долгорочно да се размислува и да се работи. Да, веќе ми одговоривте на последното прашање, дадовте препорака, меѓутоа пак уште еднаш ќе ве прашам за да подефинирано ја имаме. Еве, што се однесува до медиумската писменост, мислам дека веќе вчера имаше еден чекор напред, што се вика на 4 факултети веќе ќе има во студиите ќе се учи медиумска писменост, што е добро. Сега за политичката писменост малку не знам како ќе биде, бидејќи нели или ако учиш политички студии, па тогаш ќе учиш, а вака ќе останеш дома да те учат. Например, јас моето дете си го учев дома. Секогаш кога има избори, па овие сега шо праце, овие какви избори се, овие какви се и така. Меѓутоа, некаде да се учат, а подобро би било во образовниот систем. Значи, чекор веќе почна да се прави, ќе видиме како ќе биде. Ваша директна препорака како за справување со дезинформациите, пропагандата, во смисла на како да се препознае фактот, нели, прво читај и знаете како оди веќе, да не ве наведувам. Па, нели, има многу техники кои што секој читател, ако сака да биде добро информиран, треба да ги научи. Има многу проекти и многу невладини организации кои држат тренинзи и кои имаат, да речеме, видео водичи, објавени на интернет, на YouTube и на Facebook, кои што нели ги подучуваат луѓето, ги подучуваат читателите, гледачите, медиумските консументи како да препознаваат лажна вест. А најважно е, според моје мислење, да се убеди граѓанинот дека тој мора да има потврдена и вистинска вест. Тој мора да има потврдени вистински информации, за да може да функционира. Тоа е исто како да тргнете кон некоја далечна дестинација и некој да ви дава погрешни насоки, погрешни вести, погрешни информации каде се наоѓа тоа место. Ќе кружите низ целиот свет и никогаш нема да стигнете таму кај што сакате. И со лажните вести е така. Значи, целта е да ве пренасочуваат кон нивната цел која што не е компатибилна, не соодействува со вашата цел. Значи, е спротивна насока на таму кај што вие сакате да стигнете. И да се убеди публиката дека ова е многу важно, потоа е многу полесно и да расте нивниот интерес за да учат и за да
бидат подготвени да препознаваат лажни вести и лажни информации. Информациите се сршта на демократијата. Не може да функционира еден демократски систем без квалитетни информации. Ни вие ако немате информации како работи сегашната влада, што прават сегашните партии кои што се во коалицијата, што прават опозицијските партии кои што се во собранието, што прават градоначалниците и репрезентите на политичките партии, вие не можете да оформите став дали една партија е добра или е лоша, за која ќе гласате во наредните избори. Така што информациите се многу важни, вистинските информации се многу важни, точните информации и затоа невладиниот сектор, но институциите мора заедно да пристапат кон не решавање на овој проблем, зашто овој проблем ќе трае се додека интернетот е слободен, туку да придонесуваат луѓето да препознаваат што е лажна вест и како такви да бидат имуни од штетни влијанија и пропаганди. Да, институциите да, невладиниот може да укажува и да обучува, меѓутоа државата е таа, мислам, нели, државните институции се тие кои можат и правно да постапат, можеби да санкционираат кога е голема штетата. Джелја, ти благодарам што беше во оваа емисија, се надевам дека оваа тема е неисцрпна и ќе ја тераме и понатаму во некоја друга средба. Благодарам за поканата.